Навистина преубава атмосфера од училиштето од каде што ни се јави Линковски нашата Бела заедно со градоначалникот на општина Киселавода. Овдека во студиото навистина убава атмосфера ни пренесе, а верувам дека и кај вас во вашите домови. Она што сега гледаме веќе значи е стартот, односно почната е учебната година, официјално во 8 часот, со првото училишно звоно. Говоревме и за ранчињата, за она што општината и го донира на учениците. Сега она што представува грижа пак за нас родителите е тоа е самата тежина на ранецот. Тие тежат и по неколку килограми, може да биде и 7 и 8 килограми, ако не и повеќе. И секогаш велиме внимателно со ранците, бидејќи вашите грбчињата на децата може да се искриваат. Токму ова утро ќе зборуваме за ортопедските проблеми кај децата во школска возраст, а наша и ваша гостинка ова утро е доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедска хирургија од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Марковска, добро ви утро. Добро утро на сите, да им пожелиме успешен старт на учебната година на сите ученици и наставници. Да им оди се лесно и се успеси. Убаво ни гостувате на убав датум, 1 септември, почеток на новата учебна година. И оно што сега ќе се надоврзам на прилогот од колешката Бела, ќе почнеме со тежината на ранците. Тие се навистина многу тешки, децата мора да ги носат книгите и тетратките. Дали постои опасност од искривување на грбот од самата тежина на ранците, поготово за оние помалечки дечиња кои што ни се првачиња, вторачиња, ранецот изгледа и поголем од самите нив. Така е, да, постои опасност, значи од неправилно држење, кога се носи неправилно ранецот, кога е многу тежок, така да ние имаме некои стандарди кои би требало да се испочитуваат. Например, дека ранецот не треба да биде потежок од 10 до 15% од тежината на детето. Па да кажеме, ако некој дете е 30 килограми, ранецот не би требало да биде потежок, да кажеме, од 3-3,5 килограми, а не да биде... Тоа не е возможно. Но тоа во наши услови, да. Единствено, гледам дека, да кажеме, може би е поволна работа, што дечињата одат во целодневна настава, и ранецот не го носат секој ден од училиште до дома, туку останува на училиште, таму се пишува домашна, а го земаат, да кажеме, во петок и преку викендот ги работат домашните во домашни услови. Понатаму ранецот, значи, треба да биде исто така по некои стандарди. Значи, горниот дел од висината на ранецот не треба да биде повисок од раменцата. Долниот дел од ранецот не треба да биде понизок, да кажеме, многу низок од струкот кон седалната регија. Исто така, ранецот добро е, значи, задниот дел и дното да бидат појачани, за да дадат подобар комфор и подобра стабилност при носење на истиот. Да не зборувам дека треба секако да се носи на 2 раменца секогаш, да не биде на едно. Тоа за поголемите оделенија може би на едно, меѓутоа да биде косо поставен, значи преко рамката, да има некој баланс во тежината, така, за да има некаков баланс во тежината. Преко рамчињата треба да бидат доволно широки, не да бидат премногу тесни, барем 7 сантими. И да бидат со сунгереста постава, да кажам, за да не ги засекуваат раменцата. Исто така, кога се местат книгите, добро е поголемите и потешките работи да бидат кон грбчето селектирани, а оној дел што е, да кажам, напред, тетратките полесните, да бидат во тој дел поставени. Така да, значи, има некои стандарди кои што е добро да се испочитуваат. Исто така, посебно за поголемите оделенија, бидејќи веќе сами одат во училиште и се враќаат, ранецот да има некаква флуоресцентна лента, заради собраќаот во попладнени часови, ноќе, значи да биде детето видливо, значи кога е учесник во собраќаот, поминува улица, нели, и тоа е битно. Така е. Какви деформитети може да се јават на ребетот, од тежина, од поголема тежина носење? Најчесто неправилно, значи тие се најчестите деформитети, кифозата, неправилно скифлено држење кон напред, искривување. И искривување, сколиоза, значи кое што може да биде на едната или на другата страна. Тие некако границата се подолу и подолу се поместува, порано ги гледавме во пубертетска возраст или на сам влез во пубертет. Но сега веќе ги гледаме и кај дечиња кои што се помали.
да го спомнам периодот на короната, кога ни се појави еден бран на деца, кога имавме со често жалење на болки во рбетот, во вратчето, затоа што беа неактивни, беа повеќе дома, беа повеќе на компјутер, на телефон, значи тоа држење, да кажам, долго време во една те иста позиција, значи доведе до тоа да се јави, да има неправилно држење и да се јават тие болки. Сега ми се наметнува веднаш прашањето, и со стартот на учебната година, децата повеќе ќе седат и на училиште, ќе учат, мора да пишуваат домашни. Сега околу седењето. Така е, правилното седење, да, е многу битно. Значи, си има стандарди и во школството, која висина треба да имаме на клупата и на столчето. Значи, кога седиме во училишна клупа, па тоа се однесува дури и за луѓето кои што одат на работа. Значи, аголот треба да биде по 90 степени, телото во однос на надколеницата и во однос на подколеницата. Стапалцата не треба да биде премногу високо на прсти да допира детето или не треба да биде премногу ниско, затоа што тогаш детето со целото тело се прилагодува некако на таа позиција. Така да, значи, еве во тој дел, истото се однесува исправени, столчето добро е да има потпора во крсниот дел, значи кога пишуваме, и тие услови би требало и во домашни услови да се запазат, да не би да пишуваме домашна работа во кревет или искифлен или на некое мало столче или некаде, како да кажам, значи сепак да имаме едно правилно држење на телото. Ама тоа некако некако не е изводливо, тешко е изводливо. Често пати ние родителите им велиме на децата, ајде исправи се, не седи згрбавен или згрбавена, така? Ние знаеме и тие, тоа трае, да кажеме, минутка, 2, 3, 5, да, и потоа повторно во истата позиција. Заради тоа е потребно децата, значи, да спортуваат. За да им влезе во навика правилното држење, да се зајакне мускулатурата на грбот, стомачната мускулатура која што ни овозможува правилно држење на телото. Значи, во часовите, многу убаво се вметнати часови по физичко воспитување. И тие се кај малите дечиња 3 пати во неделата. Супер, значи, што е зголемен малку фондот на тие часови, би било добро да не се прескокнуваат, да не се заменуваат со други часови, туку дечињата, значи, во тој период, посебно и времето кога дозволува да се изнесат надвор, не мора да бидат некои, не знам какви тешки вежби, па и една обична прошетка, еден круг околу игралиште, едни обични вежби на истегнување, значи одлично ќе им дојде. Значи држењето ќе се поправи, крвотокот ќе се подобри. Значи малку ќе внесат, што се вели, воздух во телото. Така да Ама и да не забушаваат, бидејќи има деца кои што кога претежно сите знаеме, еве физичко имам, нема сега да вежбам, ќе земам, ќе повторам нешто за следниот час, или ќе напишам домашно, значи да се навистина да се користи физичкото образование за таа цел за која што е наменето. Така. Кога сме веќе кај спортските активности, од кога е важно да се почне со спорт, со спортување кај децата од школска возраст и според вас колку пати неделно е тоа корисно? Така. Би било добро веќе од 5 години возраст да се почне со некаква физичка активност и има, да кажам, во градот може да се најдат различни видови на физичка активност, значи дали тоа ќе биде развој на груба моторика, дали ќе биде гимнастика, дали ќе биде некој танц, дали ќе биде пливање. Значи добро е да се почне со некои побазични спортови за да малку се изгради телото, така да веќе, значи 5-6 годишна возраст децата да се дадат на спорт. Колку пати неделно? 2 до 3 пати. 2 до 3 пати, сосема доволно и секако. И секако часовите во училиште. Прошетки со родителите. Со родителите, викендите, барем да се искористат за тоа, додека и секако времето ни дозволува. Така. Сега, она што со стартот на учебната година, исто така почнуваат и систематските прегледи, кои што се обавезни. Траат, мислам дека на 2 години се систематските прегледи. Дали според вас се тие доволни, бидејќи тука се повеќе области децата се за преглед. Колку пати и од кога е потребно школските деца да одат на ортопед? Според вас? Ние ортопедите имаме еден календар, да кажам, кој што е уште од раѓање. Да. Значи во првата година имаме 3 прегледи со ехо, преглед на колкови.
Потоа, после проодување 18-20 месеци, повторно имаме преглед каде што моториката, невролошкиот статус, значи повторно се прегледува. Потоа на 3 години, потоа на 5 години и така понатаму на 2 години, 7, 9, 11. Се разбира, секако се кажува дека доколку родителот забележи нешто невообичаено, детето се жали на болка, некаков дискомфорт, нешто се забележи инцидентно, да се јават во тој момент на преглед, за да не се пропушти. Но овие систематски прегледи, иако и на 2 години, сепак се корисни, затоа што, значи, правиме скрининг. Посебно во предпубертетската возраст е многу битно токму заради овие деформитети на рбетниот столб и нивна рана превенција. Исто така, она на што обрнуваме внимание се и стапалцата. Значи, многу дечиња се со рамни стапала, значи имаме некој облик на поблак, малку потежок деформитет, на време да се покажат вежби, соодветна обувка да се сугерира. Значи, во тој смисол... Ке зборуваме и за обувките малку подоцна. Сега сакам да ја прашам, кои се најчести деформитети кои што се јавуваат кај децата на школска возраст? Најчести се кифозата, сколиозата и планов алгусот. Дали тоа се лекува? Дали тоа може да се врати во првобитната доколку се фати во рана фаза, да, може да се лекува и да се вратиме назад. Кога е деформитетот напреднат, работиме на тоа барем да не прогредира и исто така колку што може повеќе да постигнеме некаков регрес, да се вратиме во подобра ситуација. Но за тоа, значи, треба упорно вежбање, некогаш даваме помагала, мора да се работи мускулатурата, да се зајакне, не е само помагалото, значи мора да влезе тоа во ритмот на детето, дека и во свеста дека мора да се вежба, да се зајакне мускулатурата, зашто само најмногу со активните движења ние имаме добар резултат. Доктор Марковска, за жал некако се почесто ги гледаме децата дека се навистина згрбавени, поготово на горниот дел. Еве, вие ќе кажете стручно како се вика тоа. Сепак да алармираме и да им кажеме на родителите дека тоа тешко се враќа повторно така во нормално. Значи, сепак треба да се превенира, превенцијата за која што денеска говориме, значи спортување, физичка активност и правилно држање на телото. Правилно држање, ранецот да биде соодветен, правилни услови за работа, значи за пишување домашни, за учење, да се направи пауза и во учењето, значи ако треба на саат и пол да се стане малку, да се истегне 50 минути, може малку да се извежбаме и дома. Не е тоа некој голем временски период, па да се продолжи со наредните обврски, да кажем. Малку е тешко таа дисциплина да се воведе. Тешко е. Да, кај децата и треба најчесто еден од родителите да биде ангажиран со нив, значи или да ги потсетува постојано. Исправи се, немој да бидете згрбавени. Но децата кои одат на спорт, значи веќе ја стекнуваат таа дисциплина во однос на држањето и работната дисциплина и веќе само се коригираат. Така да, тоа е добриот момент, значи од одењето од практикување на спорт. На спорт, да. Па и може и на танц, како рековте, балет. И танцот, балетот се одлични. Да. Добро, доктор Марковска, она што сакам сега да зборуваме, тоа е за обувките. Тоа е многу важно, од најмала возраст, нели? Кажавте дека на тие систематски прегледи често пати, како се вика народски, дустабанли. Дустабанли се децата. Ете така. Многу ли е тоа застапено кај нас? Дустабанли или не се децата? Па често е застапено, иако кај малите дечиња родителите доаѓаат во многу рана возраст презагрижени дека децата им се дустабан. Но имаме фаза во животниот развој каде што стапалцата нормално се дустабан, да кажам, рамно е стапалцето, дури малку и навнатре газат. Но таа е позиција за постигнување на стабилност и е дел од физиолошкиот развој. И за нас е тоа нормално до некаде 3,5-4 години. Но веќе после таа возраст, доколку тоа не се само коригира, да кажам, значи почнуваме да даваме совети за поправилен развој на стапалото. Значи важно е обувката, важно е вежбањето. Порано се растело надвор повеќе, значи децата оделе боси, така да имало дразба стапалото и убаво да се оформи. Но денеска сме се повеќе во нарамни подлоги, така во кондиционирани услови. Од мали децата им даваме да, им ставаме обувки, така, топлинки за подома, нели? Така е, да. Какви треба да бидат тие, да кажеме, топлинки или можеби обувки? Какви препорачувате вие ортопедите?
Значи, бидејќи При сега проодување, зборува например. при проодување, тие треба да бидат меки во ѓончето, да можеме многу лесно со една рака да ги свиткаме. Анатомски, значи. Анатомски не мора да имаат влошка на почетокот, затоа што и самото стапало е рамно, а ние сакаме да ја поддржиме анатомската форма. Да бидат полувисоки во глуждето, да обезбедат значи стабилност за глуждот, да се затворени напред и позади, значи тоа за летниот период се однесува, да не бидат со отворени прсти, да не се лизга ноќето, се поти, да не се удираат прстињата. Значи, тоа се однесува за малите деца, но некоја анатомска форма, значи битно е и добро е децата да ја имаат и во школска возраст. До која возраст? До која? До секогаш најдобро, така. нели? Бидејќи тие сега, тие во школска возраст, поголемите, најчесто носат, не најчесто, туку сите носат патики. Така и сега патиката нема анатомска различни, влошка. така. Порано, многу порано, патиките има и анатомска влошка, веќе долги години наназад немаат и различни патики има на пазарот. Ке кажам дека патики кои што се со многу дебела гума цврста, значи немаат никаква свитливост. Плитки исто така, не се погодни за стапалото. Патиката треба да има некаква флексибилност во ѓонот. Треба да има некаква заштита за глуждот. Треба внатре да има една анатомска влошка. Значи ние правиме разлика помеѓу анатомска влошка и ортопедска влошка. Анатомската влошка има благ свод, поддршка дава на стапалото. Ортопедската влошка има поголем клин, така се изразуваме, која што ќе даде корекција на стапало кое што е рамно или кое што е Дуставан, во да не е валгус, да така. кажеме. Да кажеме народски. Да. Само една работа, значи балетанки и старки не се обувки за цел ден во училиште. Значи тоа не обезбедува добра заштита и комфор за стапалото. Брзо се уморува, значи тенкиот ѓон исто така дава поголеми удари, поголемо оптеретување и за долните екстремитети, за карлицата, за рбетот. Да не зборуваме дека значи такви посебно со тенок ѓон, особено за рбетот не се добри. Да. Многу убаво објаснивте. Верувам дека и гледачите убаво ќе ве разбираат, убаво народски говорите. Сега со доаѓањето на есента. Она што ни се намалува е влијанието на сонцето и сончевите зраци. Многу важно за коските, за телото, па и за имунитетот е витаминот Д. Она што секогаш ве прашуваат родителите е кога, колку... Така, да почнеме со превенција. На која возраст, ајде убаво да си објасниме од најмала возраст па до полнолетство, па и за нас повозрастните е важен витаминот Д. Така е. Витаминот Д не е само важен за коските и мускулите. Да кажам уште 2-3 збора, значи се најде дека тој има и голема улога и во другите функции на организмот, во метаболизмот, во невролошкиот статус, во имунитетот. Така да, не само од аспект дека ќе имаме добар развој на коскено-зглобниот систем, значи имаме и од друга страна, значи кај што ни е Д витаминот потребен. Го вклучуваме во превентива уште од доеначка возраст. Значи, кај бебињата веќе од 8 ден се почнува со давање на некаква доза на Д витамин и тоа понатаму се провлекува во тек на детството. Порано, некако имавме став дека до 3-5 години треба да се дава во зимскиот период, па во месеците со Р. Меѓутоа климата се смени, условите на живот се сменија. Така да, се препорачува Д витаминот да се дава се додека е детето во раст. А и во раст сме до 18, 20, 21 година. Понатаму сме возрастни индивидуи, меѓутоа и тука, бидејќи денот го поминуваме во главном во затворени простори, немаме контакт со сонце, да кажам, значи се препорачува и тука во текот барем на зимскиот период да се зема некаква превентива од Д витамин. Кај дечињата... Во пролетниот и летниот период не, така нема потреба. Во пролет исто врнежливо е, знае да е значи посебно рана пролет, така да до крајот на мај најчесто даваме, се препорачува да се дава Д витамин. Почнуваме, ајде септември е со Р месец, меѓутоа е сега сончев месец, уште е топло. Така да од октомври некаде до крајот на мај се препорачува да се дава превентива во облик на Д витамин кај децата. Во облик на капки? Во облик на капки и во облик на маслен раствор. Значи, тоа е витамин растворлив во масло, негова природна средина е маслото, најдобро се ресорбира тогаш, така да е најдобро да се земе како маслени капки, иако ги има и како водени капки, ги има и како таблети,
Но најдобриот внес би било значи како маслени капки. Така. Постои ли, доктор Марковска, предозираност од витамин D3? Може такво нешто да се случи доколку? Може во хипотетски услови. Значи, за да се предозираме со D витамин треба големи количини на секојдневна основа да се зимаат. Овие дози што ги даваме, значи за превенција на вистина воопшто нити се големи, нити се да кажам штетни за децата, напротив, дури некогаш и родителот леле дадов една капка повеќе случајно ми се истори. Значи за една капка воопшто не е никаков проблем, тоа се толку мали финеси во дозирањето. Можете ли да кажете еве која е препорачана доза по возраст кај дечињата? Да кажеме зборуваме за маслените капки, така, еве за маслените или капки. Оние пливи D3 што си ги Пливи D3 се токму воден раствор. А водени се? Да. не се лоши, далеку од тоа, значи тие си имаат своја примена, значи имаме дечиња кај што некој има проблем со гастроинтестиналниот систем, неподносливост на посебно во рана детска возраст, некогаш и на маслениот раствор. Меѓутоа, и тогаш даваме и воден раствор. И едноставно, значи, знаеме ние во која ситуација што треба да се даде. Но, пак ќе кажам, најчесто и прв избор би требало да ни биде маслениот раствор на D витамин. Сега во однос на возраста. Значи, после година дена веќе децата примаат околу 1000 единици на D витамин на ден во тие периоди кои што ги спомнавме. Во првата година, зиме-лете, значи без разлика, зиме-лете треба да се даде полната доза на D витамин. Во тој период во лето не се прекинува D витаминот и покрај затоа што се тоа мали бебиња, нежна кожичка, секогаш заштитена со некаков фактор. Ние тие мали деца не ги изнесуваме на вакво јако сонце. Така да повторно нема тој соодветен внес и мора да им се додаде на децата. Но бидејќи сега зборуваме за школските деца, кај нив тие се веќе, да кажеме, првачиња од 20 килограми од прилика до 25, значи кај нив веќе се дава 1500 до 2000 единици. Значи посебно Кое време од денот најдобро да се даде витамин D3? Предпладне. Предпладне, значи доручак, да кажеме, за да го прими, да се ресорбира кога ќе излезат и цел ден, ете така, да би после кога ќе дојдеме во контакт, значи ќе се трансформира D витаминот, ќе се искористи од организмот како што треба. Така. Еве сосема на крај за разговорот, пред вестите сосема кратко, една порака до сите оние родители, а и баби и дедовци кои што не следат во моментот како ортопед за школските деца. Накусо сам. Значи спортување, правилно седење, удобна обувка и добро ранче. Не мора, знаеме децата сакаат на вистина да бидат шарени, вакви или онакви, значи треба да биде по стандард некаков за да му биде по-добро на детето и по-правилно да имаме и држење и тежината да биде добро распоредена. Така да, значи еве тие три работи: спортување, удобни обувки, правилно седење и добар ранец. Ете така. Ви благодарам, доктор Марковска, уште еднаш за одвоеното време и за вашето гостување. Не ве задржуваме веќе, бидејќи се враќате на своите работни обврски во Аџи Бадем Систина.